Јавното предпријатие Куманово план ќе продолжи да изработува проекти за изградба на кружни текови, реконструкција на училишта, како и на дупови, пошто ќе се овозможи простор за инвестиции, информираше новиот директор Бобан Николовски. Истакна дека веќе се работи на проект за кружен тек на крстосницата Гоце Делчев трета МУП, кој завршува со крстосницата со Доне Божинов и Октомвриска револуција, со уште едно вакво сообраќајно решение. Паралелно на ова работиме и со работиме на урбанистички идеен проект за гимназијата Сами Фрашери. Работиме проект за комплетна реконструкција на основните училишта во Агино село и во село Речица. Работиме и на повеќе дупови истовремено. Тука се дупот Панче Пешев, кој што кога ќе биде целосно завршен, ќе овозможи граѓаните на Куманово да добијат нова детска градинка и основно училиште. Тука е дупот Перо Чичо, кој што исто кога ќе биде завршен целосно, во тој дел од градот ќе може да граѓаните на Куманово да добијат градинка. Дупот 11 октомври го работиме и почнавме сега да работиме на дупот за кумановци попознат како Бањски комплекс. Новиот директор на Куманово план потенцираше дека во соработка со секторите од општината и градоначалникот ќе се даде приоритет и на изработка на проект за реставрација, санација и адаптација на делот за најчискиот дом, познат како Стар градски архив. Работиме и на урбанистичкиот и основниот и сообраќајниот проект за кружниот тек на кај Зелен пазар и кај сите околни улици на Зелениот пазар. Ќе работиме на проекти за санирање на улиците Моша Пијаде, 11 октомври, проекти за изградба на улиците во Гладно поле, така да граѓаните на Куманово ќе бидат изненадени од ефектот кој што ние како јавно предпријатие ќе го дадеме и како придонес во сите оние проекти кои што ќе ги видат изградени. Николовски истакна дека за поздравување се двата проекти кои били изработени пред тој да дојде на функцијата, а се однесуваат за реставрација, санација и адаптација на Соколана и за кружниот тек на трета МУП и Октомвриска револуција. Нагласи дека е задоволен од состојбата во предпријатието. На ова предпријатие му е потребен континуитет. Континуитет на кој што одредени менаџери што ќе доаѓаат, ќе се надоврзуваат со нивната додадена вредност, ќе носат нова енергија, ќе носат нови брзина на проекти, нов квалитет на работење на проекти и така натаму, се со цел граѓаните на Куманово да имаат услуга што ја заслужуваат. Заедно во соработка со општината, сметам дека ова предпријатие има можност, има капацитет да работи барем малку подобро од она што функционирало до сега. Да не ме свати никој погрешно, би сакал да кажам дека јавното предпријатие функционира со еден релативно млад тим. Тоа се луѓе кои што и покрај тоа што се свесни за дипломата што имаат, за знаењето што го имаат, се нафатиле да работат во јавното предпријатие за таа плата за каква што работат, а имале можност и свесни се за тоа, може да работат на други места за некои си поголеми примања. Николовски, кој е дипломиран економист, досега беше вработен во Царинската управа на Македонија.